Нашиот вистински Бог, кој што заради нашето спасение во 8-миот ден се обреза по тело, по молитва на Света Пречиста Мајка, на светите славни сехвални апостоли, на светите равноапостолни Методий и Кирил, и нивните свети ученици Климент и Наум, Охридскиот чудотворци, Сава, Горасти, Ангелари, по молитвите на светите праведни богоци Јоаким и Јана и на сите свети, и да не помилува и спаси како единствен благ. Седночно бдение со празнична вечерна и јутрена богослужба. Во соборниот храм Свети Кирил и Методий во Тетово дочекано новото 2013 лето Господово. Во името на митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил и епископот Лешочки Јосиф упатени беа искрени честитки до сите чеда на Македонската православна црква за успешна година во која ќе живееме во изобилие, беричет, мир и единство. Да царува вистинскиот безбедносен мир во нашата земја, здравје, љубов, среќа во секоја христијанска душа, за да можеме духовно препоредени вечно да го славиме името на Троичниот Бог и суште поголема радост да ги пречекаме и чествуваме богојавленските празници. Сите збратимени во името на Божјата правда, заедно со целата небесна хиерархија во радост и среќа да торжествуваме и пееме. Слава во висините на Бога, на земјата мир и меѓу сите луѓе добра волја. Во овие светлосни и најубави божични денови и празници, во вашите христијански души вечно нека се раѓа и препородува вечниот мир, благомладенецот нашиот Господ Исус Христос. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. Нека е среќно и од Бога благословено новото ни 2013 лето Господово. Со молитва кон Бога, архиерејскиот намесник протоиерей Ставрофор Мирко Станковски побара благослов за годината која ја започнавме. Прими ја ова наша благодарност и молба од нас, твоите недостојни чеда, и добросрдечно помилуј не, ти благодариме за сите добрини што си ги пројавил кон нас во изминатиот период од нашиот живот, и ти се молиме, премилостиве Господе, преку твојата благост и со благодата на твоето човеколюбие, благослови ја годината што настапува, остани ги од нас секој твој гнев поради нашите гревови, не спомнувај ги и прости ни ги сите наши, на сите твои луѓе, сите нивни безбрани прегрешенија и сите волни и неволни согрешенија, што сме ги сториле во изминатата година, не казнувај поради нашите лоши дела, туку спомни се за нас со благост и милосрдие. Изгони ги од нас сите штетни и на душата страсти и лоши навики и всади ги во нас, во нашите срца, твојот божествен страв, за да ги исполнуваме сите твои заповеди во нашите срца. Обнови го твојот здрав дух, закрепине во православната вера и помогни ни да успеваме во вршењето на добрите дела. Василичарскиот комат со паричка и запалениот оган и овој пат дадоа белет на чествувањето во црквата Свети Кирил и Методий, најавувајќи го новото лето Господово. Според календарот на Македонската православна црква, денеска се празнуваат обрезанието Господово и празникот Свети Василий Велики, кој се смета за еден од најголемите отци на Христовата црква. А традицијата во Тетово вели дека ова е денот кога секое семејство се собира на трпезата на која го има комадот, а во него паричка. По едно парче за Господ, за домот, за секој член на семејството. Оној кој ќе ја добие паричката, ќе има среќа целата година. Година која започна од денеска, сметено според јулијанскиот календар.